El maquedonero. El maquedonero. Ете, Никола Тесла слушал гајди од Родопите, значи родопски гајди, и логично се наметнува заклучокот дека бил българин. И го видовте клипчето претходно што ви го пуштив, ќе разгледате го уште еднаш, видете го неколку пати, слушнете ги тие логично изведени тези дека бил българин, па ќе можете и да прокоментирате на ова се што ќе го кажам. Јас исто не сакав директно да им влезам у ребра на бугариве, морав да проверам некои факти, од каде доаѓа тоа дека слушал родопски гајди, и ете најдов податоци дека за средбата помеѓу Христо Стоичков и Никола Тесла, или неговото родено име Николај Тесличков, за средбата помеѓу Никола Тесла и Христо Стоичков на 1994 година за време на светското првенство во Америка, каде во хотелската соба на Христо Стоичков се појавува Никола Тесла и му вика на Христо Стоичков: братле, аз сум Николај Тесличков, българин, обикновен българин, и искам някако да ми угодиш да слушам българска музика. И Христо Стоичков му кажал: добре, каква българска музика искаш да слушаш? И овој му рекол: имаш ли, вика, родопски гајди? Родопски гајди искам да слушам. И Христо Стоичков му рекол: нема проблем, братле Николај Тесличков, имаш ли Spotify? Што е бе тоа Spotify, му рекол Николај Тесличков. Вика: Spotify, тоа земи мобилен, симни тоа апликацијата, јави како ти пуштам родопски гајди. И фактички Христо Стоичков е главниот виновник во наводници што Никола Тесла во 1994 година за време на светското фудбалско првенство во Америка чул првпат родопски гајди и со тоа недвосмислено му покажал на светот дека е бугарин, дека е болгар. И јас навистина сум трогнат од оваа приказна и си викам: дали сега, например, јас, ако сум го слушал Бетовен, да кажеме симфониите на Бетовен, Одата на радоста, дали јас сум, да кажеме, појма немам, овој австриец ли беше Бетовен? Да, дали сум австриец? Или ако сум ги слушал 4 годишни времења на Вивалди, дали тоа ме прави мене италијан? Или да кажеме, појма немам, ако сум слушал опера на Верди, појма немам, дали тоа ме прави германец или што и да е? Дали ако сум го слушал Джими Хендрикс на гитара, тоа ме прави и американец во исто време? Јас мислам да. Да. И тука сега ми текнува кој све уште сум слушал, мислам, како да ви кажам. Има многу такви, да кажеме, појма немам. Ете, и сум го слушал и Карлос Сантана, да кажеме. Дали тоа ме прави, од кај беше Карлос Сантана, да гъс да го ебам, не е битно. Дали тоа ме прави тоа Карлос Сантана, од каде тоа? И не само што сум го слушал, сум пробал и као Сеговија да свирам. Сеќавање на Алхамбра, композицијата пред 1.000.000 години. Дали тоа и шпанец ме прави? Да. Веројатно да. Ме прави. Каква музика слушаш, тоа си едноставно. Сега овој имал таа среќа или несреќа, Никола Тесла, родопски гајди сакал да слуша, нормално дека е българин. Што друго? Он ништо друго не посакал да чуе во животот, ништо, он само работел.
струја измислил. Го замислил светот целиот поврзан во некоја појма немам енергетска мрежа. Бесплатна струја. Глобална мрежа. После им текнало некој будали, тоа интернет го нарекли. Кај што цел свет е поврзан. И он немал време, и он прв пат кога посакал да се поврзе со своите български корени, што направил? Светското првенство во Америка 94-та во фудбал, и тој отишол кај капитенот на бугарската репрезентација Христо Стоичков и побарал од него да му овозможи да му даде парче българска музика да чуе, а Стоичков на Spotify му симиња апликацијата во тој историски момент за бугарскиот народ, му го симиња Spotify на мобилниот 94-та и му даунлодира родопски гајди. Тоа не е мал показател. Ке видите у ова клипот пред овој сега што зборам, што ви го постирав, сигурно некој од вас го видоа. Многу има десетина врвни историчари, бугарски истражувачи на българските корени, кај што навистина изнесуваат интересни тези на граница со шизофренија, кај што тврдат дека ете така постоеле и банатски бугари од Банат. Срем, Банат, Војводина, натака. Банат, Бачка, Барања, погоре Славонија, јебига. Веројатно ако има банатски бугари, има и бачки бугари, и сремски бугари, и славонски бугари. Тамо, Славонска, Пожега, Вуковар, поима немам, све бугарско, луѓе. Абе, нема муавет. Хрвати, не знам вие, кој кур сакате, бе? Абе, българи има до езерото Бундек и Јарун во Загреб. Тука све бугари се у околина. Доле, Сплит, Трогир, Омиш, Дубровник, Задар, Шибеник, Пула, ова кажи го, Пореч, Истра, Риека, све е тоа бугари. Имаш Дубровник, бугари го имаат изградено. Дубровачки бугари. Да, Сплит е, да кажеме, или тоа е на времето, тоа е грешка што викале Спалато, го викале овие. Не, тоа е Спалатов, по еден бугарски морепловец е крстен. И после тоа од Спалатов, од Јавор Спалатов, е тоа Спалато, па после тоа Сплит дошло и така е Сплит. Јеби го. Тоа е. И Плитвице, плитвички бугари имаш тамо, нема тоа Блед, Словенија, бледски бугари. Да се разбереме. Имаш на Алпите, тамо, Триглав, Миграв, алпски бугари. Многу интересни тези, многу. Психијатриве за глава се држат сите. Ако им го ова клипчево да им го пуштиш на најпознатите светски психијатри, ако одредат диагноза, ако знаат да и одредат име на оваа диагноза, јас си го сечам на 5 парчиња од по 10 сантиметри. На 5 парчиња од 10 сантиметри ќе си го исечам вака. Так. Нема да може диагноза да одредат. Многу тешко. Ја не верувам дали оваа диагноза постои во регистарот на психијатарски диагнози на Светската психијатарска асоциација. Стварно не знам. Али ако нема, треба многу добро да се проучи. Тука треба Европската унија да помогне, да организира еден надзор од еден широк конзилиум светски психијатри и да стави бугариве, да ги стави под надзор и да види точно за што се работи. Оти не ми е мене за бугарите, толку мене ми е да не е заразна. Оти не ова, не дека не сме го слушале во минатото кај некои одредени народи кај Балканот, вакви тези, од овој капацитет, од овој габарит, од овој интензитет,
мислам дека до сега историјата на цивилизацијата светска не памти вакво нешто. Дека родопски гајди, без родопски гајди, Никола Тесла не можел да отиде на попладневна дремка после ручек. Значи, он ручал, исклучиво, појма неам, бугарски стек или бифтек од бугарска пиле, стек од бугарско пиле, бифтек од бугарско гоедо, и нормално да сакал после ручек да го фати дремка уз една феноменална класична музика уз звукот на родопските гајди или гајдите од кај родопите. Најинтересното е шо да ги прашаш бугариве, 99% немаат чуено ни за Банат, ни за Бачка, ни за Барања, ни за Срем, ни за Славонија. Да ги прашаш, 99,9% не ни знаат каде се наоѓаат. Панонска низина да ги прашаш каде се наоѓаат, немаат појма. Али ќе се најде една будала од 9 милиони кој што чу за Банат и ќе смисли некоја теза за постоење на банатски бугари. Бугари. Значи, морам да ви разбијам некои бугаролики сваќања или бугарашки сваќања. Значи, тоа Бачка, Срем, тоа е во Војводина. Војводина е дел од сегашна Србија. Со се уште не толку големи отворени амбиции да се отцепи од Србија, но ги има. Затоа што таму живеат и многу унгарци, живеат многу етнички заедници во Војводина. Војводина е населена по завршетокот на Втората светска војна масовно, затоа што е низина, требало храна да се прави, Југославија била разрушена, требало некој да дојде, луѓе доаѓале од Карстот во Црна Гора, во Херцеговина, доаѓале во Војводина, им било давано можност да обработуваат земја, да имаат дојдено таму и многу македонци, бугари, не македонски бугари, да не се разбереме погрешно, македонци кои што се наоѓаат во разноразни, во македонско здружение, во здружение на македонците во Војводина. Оваа година има и прослава каде што беше викната владата на Република Македонија, присуствуваше на големата свеченост, тамо во Војводина, кај што беше прославено тоа постоење на македонското малцинство во Војводина. Но, мора да знаете, знам колку ме сакате од дното на душата, колку сакате да ме слушате, да ме следите, но мора нешто, и ако ме сакате толку многу, мора нешто да прифатите она што ќе ви го кажам. Во Војводина нема бугари. Може ве лаже тоа што поединци во Војводина имаат презимиња на Ов. Да кажеме, Бошков, Павков, Вујадинов. Да не ве лаже тоа Ов. Оти, ако му кажете на некој во Војводина што се презива Бошков дека е бугар, може да ве тресне со чадор у глава. Ваш чадор ви е многу познат инструмент за мај. Може да ве тресне со чадор у глава и да ви каже дека сте идиоти и дека он си е војвоđанец по потекло, ќе ви каже. Ќе ти каже, јас сум војвоđanac. Лала се викаат војвоđанците меѓу себе. Да научите некои работи, не бидете припрости како што сте. Така да голема грешка ќе биде ако тоа што има поединци во Војводина на Ов, што им е презимето, ако ги идентификувате дека се бугари, многу ќе се заебете. Ама многу, не се они бугари. Многу од тие на Ов дури не се ни македонци, ќе ви кажат дека се војвоđанци. Значи мора некои работи да созреете, некои работи да почнете да ги учите малце. Не само да собирате разноразни џукели со разни патолошки диагнози или ментални пореметености, да ги ставате на телевизија, да лапрдаат за некои ретардирани ствари, од типот дека Никола Тесла слушал родопски гајди, затоа е бугарин. Значи, треба да бидете свесни таквите шо подалеку да не им дозволувате пристап до медиумите
И не само тоа, тука да им обезбедите психијатриски престој некаде на некоја реномирана ваша клиника, ако не ги затворите омеѓу време сите тие ваши клиники за психијатриски третмани, пошто очигледно нема да ви одговара да постојат, пошто очигледно ова кај вас се станува заразно, колективна патологија станува, да побугарчувате се што ќе ви дојде на памет, така што јас исто така прогнозирам дека за кратко време во Бугарија нема да остане ниту една психијатриска клиника, сите ќе бидат затворени. И не само затворени, и претворени во исторически институти, кај што ќе се утврдува българското потекло на целиот свят. Ќе бидат пренаменети, значи. Ова е моја, не само моја прогноза, него и ви давам и добра идеја, како сте тргнале, на каков пат сте. Психијатриски клиники вас не ви требаат више. Готово. Со вас треба некој друг да се занимава. Од светов. Така, ЕУ треба да се позанимава. А вие слободно психијатриски клиники, како сте тргнале, подобро затворете ги и претворете си ги во исторически институти. Институти. Исторически институти. И таман ќе ви одговара на целата ваша колективна психологија. Они ќе си вадат докази дека светов е български, дека се што постои на светот има български корени. Така е. Јас тука ќе се одјавам. Навистина нема што повеќе да се зборува. А вас, драги мои следбеници на ФБ, пред ова моје видео, објавив тоа кратко видео со текст, ќе го видите од овие срекни моменти на бугарските медиуми, кај што ред, неколку български, не знам како да ги наречам, пациенти докажуваат пред широкиот български аудиториум зошто Никола Тесла бил бугар. Тешко на хрвативе и на срби. Хрвативе влегоа у Европска Унија, овие ништо не им можат. Ама србиве, ако сакаат да влезат, можам да замислам што ќе се случи. Овие ќе ги оценуваат исто како нас, ќе бараат формирање на историческа комисија да се утврдува Никола Тесла, дали бил србин или бугар, и ќе бараат заедно чествување на денот на раѓањето и на смртта на Никола Тесла. А може и заеднички ќе го слават моментот кога Никола Тесла и Христо Стоичков се сретнале во хотел во Америка и кога Христо Стоичков му ја спуштил Spotify апликацијата на Никола Тесла и му даунлодирал родопски гајди. Колку сте ненормални, Ниагара не ве пере.